Здраво, добро дојдовте уште едно. Што ова видео ќе видиме еден начин само како се пренесува енергијата низ живиот свет. Значи нема да толкова да биде хемија, но ќе биде на некој начин поврзано со термодинамиката во живиот свет и ова ќе биде еден како општ преглед, нормално нема да влегуваме во многу детали. И ќе започнеме првично од самото сонце. Тоа на кратко ќе бидем. Како што го имаме сонцето, така како што имаме која си било звезда, внатре имаме два водорода. Значи водород плюс уште еден водород даваат хелиум. Така. Сега всушност, ако би го симплифицирале ова, како што го имаме протонот кој е внатре у водородот, така внатре имаме кваркови внатре у протонот. Имаме кваркови. И тие кваркови всушност се држат со глуони. Со помош на така наречена слаба нуклеарна сила. Така и сега тие две реагираат, прават хелиум. Така прават хелиум, кој ќе речеме дека повторно има кваркови и кои повторно се држат со глуони, но дел од енергијата всушност е загубена. Всушност се губи и на маса, но тоа е небитно. Е сега таа енергија од глуони всушност се пренесува, всушност од слаба нуклеарна сила се пренесува во електромагнетно зрачење, односно во вид на фотон. Така направиме хапоми. Е сега таа енергија патува во вид на фотон се до планетата Земја, да речеме ова е планетата Земја. Така и сега тука имаме некои си растенија. Имаме се растенија, ќе направиме еден лист вака. Имаме лист и сега внатре во листот, ако би го зумирале ова, ќе видиме дека имаме едни структури наречени хлоропласти, каде што има тилакоиди. Сега на нив има едни сложени системи, каде што кога ќе бидат изложени од страна на светлина, те искористуваат таа енергија од страна на светлината да попрости соединенија како CO2 и вода, CO2 и вода, ги трансформираат во посложени соединенија како што се шеќери. Како што се шеќери и кислород. Така и ова се одвива низа процеси. Првично се прави оваа светлосна енергија, првично иначе се складира во вид на АТП и после тоа АТП се користи за одвивање на овој процес од CO2 да се добие од CO2 и вода се добијат посложени соединенија. Значи од попрости идеме кон посложени соединенија, односно енталпијата би го направиле тоа на график. Имаме вака. Имаме попрости соединенија кои што се CO2 и вода. И идеме до некои посложени соединенија како шеќери. Сега нема ги бележам, но шеќери и кислород кој исто просто соединенија. Така што енергијата сега е складирана внатре во ова посложено соединение. Значи попросто плюс енергија и сега енергијата е внатре во посложеното соединение. Е сега, тие шеќери сега се наоѓаат внатре во листовите, така или во различни делови од растенијето, тие се распределуваат на различни делови и слично, но исто време през сите овие процеси дел од таа енергија се губи во вид на топлина во околната средина. Е сега, ти например ќе го земеш овој лист или некоја си храна и можеш да ја внесеш директно или пак некој животно ќе ја внесе, после ти ќе го изедеш животното. Ама да речеме дека првин го јадеш листот, сега да речеме дека ова е јаболка или што и да е, која што го содржи овој шеќер внатре во незе, така овој шеќер се наоѓа сега внатре во јаболката. Ќе направиме вака една јаболка. Така. И сега ти ја внесуваш оваа јаболка, направиме така како едно човече. Е сега, ти тие шеќери можеш да ги разложиш по аеробен или анаеробен пат. Најчесто бидејќи ние користиме кислород, викаме дека аеробно ги разложуваме, но исто може и анаеробно, се добива млечна киселина. Но да речеме дека ти ги разложуваш анаеробно, значи аеробно, значи плюс внесеш и кислород, затоа дишеш кислород. И сега го внесуваш, всушност ги внесуваш и шеќерите и кислород и што добиваш? Едноставно го добиваш тоа што се добиле. Значи би се вратил назад. И што ќе добиеш? Ќе добиеш АТП и ќе добиеш CO2 и ќе добиеш вода. Така едноставно ти го правиш обратното што го прави фотосинтезата. И сега ти од разложување тие шеќери ќе добиеш АТП, ќе добиеш CO2 кој го издишуваш и ќе добиеш вода, таа е метаболичка вода која ја исфрлаш од организмот. И сега ова АТП например може да се искористи за да се синтетизираат некои посложени молекули. Например, ти си ги разложил шеќерите, а имаш овдека аминокиселини кои сакаш да ги направиш во протеини.
Значи од попросни до посложени соединенија. За да го направиш тоа, ќе треба некаде во процесите кои доведуваат до тоа да се искористи енергија. И таа енергија сега можеш да искористиш. И нормално при сите овие процеси некаде се губи дел од енергијата во вид на топлина. Сега или за може да го направиш искористи за синтеза, или например може да го искористиш за некакви моторички движења, како например самата контракција на мускулите, каде што имаш миозински вака глави. Ова е нормално многу симплифицирано, имаш тука актински молекули, има тропонин, тропомиозин, нема да влегуваме многу тоа. А например АТП му возможува да смени конформацијска промена да има протеинот, така што на некој начин ќе се придвижи и при тоа ќе дојде до контракција на мускулите и ќе може да обаваш различни движења. И повторно при сите тие процеси би се губело дел од енергијата во вид на топлина. Дури и таа топлина не мора да иде залудно. Например, ако направат нека апаратура околу тебе, таа топлина може да се искористи за вршење некаква работа. Но нормално, како што рековме во вториот принцип термодинамика, не може целата топлина да се искористи за работа, зашто секогаш мора да има некаква си загуба на одредено количество топлина. Значи не може 100% конверзија. Друго нешто што може да се спомне овдека е, например, ако внесуваш премногу храна, например премногу шекери, нормално ти можеш да внесуваш и други супстанции кои се формирале во растенијата или во животниот, но ќе речеме дека внесуваш премногу шекери и сега например имаш премногу енергија која ти не би можел да искористиш, така што она се разложува до одредени соединенија, така ќе стигне до ацетил коензим А, кој понатаму после може да се користи за да се складира таа енергија, значи да се складира таа енергија во вид на така како што може да се складира, бидејќи не можеш ти во шекери да чуваш. Мислам можеш како гликоген, ама не можеш тока и депоа да правиш и ќе се направат масти. Кој повторно се еден вид складирана енергија која што е многу покомпактно складирана за даден волумен. Сега нормално со сите овие процеси тие се многу комплексни постапки кои се одвиваат во многу чекори, значи не е тоа права линија АТП, аминокиселина, протеин. Така, значи АТП се користи при огромен број процеси кои се катализирани од страна на ензими, за да може аминокиселините, така со помош потреби многу ерена, рибозоми, многу е тука важен генетски материјал, да се направат протеини. Така, значи тоа не се прави стрелки, АТП, аминокиселина и се прави протеин. Бап. Него тоа има многу постапки кои се потребни, многу чекори за да се одвие реакцијата со цел да има максимално искористување на таа енергија. Така, нема директно искористување, бидејќи за да можеше директно да се прави, требаше многу енергија. Така да при секој процес дека има многу чекори кои се потребни да се случат. Така, например, можете само да видите фотосинтеза, имам видеа за фотосинтеза, колку има чекори кои треба да се случат, кои има големи дел од работи кои не се ни разјаснети, со цел да може да ја складираме енергијата. И поентата енергијата секогаш остана конзервирана. Значи таа што дојде од сонцето, отиде во листовите ја складира во вид на шекери, после ти ги користиш тие шекери и пак ја враќаш енергијата во вид на АТП. И ја искористуваш за различни процеси и се губи дел као вид на топлина и така натаму. Односно, например, овдека, пред растенијата складира во соединенија кои има повисока енергија, и после ти ги взимаш тие шекери, едноставно, нели во нив имаше енергија, мислам имаат повисока енергија и идеш, ги разградуваш дека си попрости соединенија, односно CO2 и H2O, и таа енергија плюс ја ослободуваш, форма, мислам ја складираш во вид на аденозин трифосфат и после тој аденозин трифосфат се искористува за други процеси. Односно обратно од фотосинтеза. И ова е еден вид општ преглед, значи еден општ преглед на како се трансформира енергијата во живиот свет. Значи со оваа проблематика всушност има цела наука, биохемија е всушност трансформација од едни соединенија во други, метаболизам, као не се губи енергија и се така натаму. Значи тоа е многу комплексен систем, но се надам дека во ова видео барем имате некако еден увид ви направив дека енергијата во универзумот е константна. Нормално не можеме 100% да ја искористиме, но освен тоа што не можеме 100% да ја искористиме за вршење работа, интересно е дека не ни се ослободува целата енергија од соединенијата. Например, дека викам дека стигаме од некоја X соединение, односно шекери,
стигнуваме до CO2, ја дека малце да сумбирам, стигаме до CO2 и вода, така? А што ако би можеле да стигнеме до самите атоми? Така, да стигнеме до С атом и до Х атом и до О атом. Така, значи буквално да ги разложиме уште понатаму, бидејќи овие соединенија CO2 и H2 имаат некаква си енергија. Да, таа е пониска од шеќерот кој го градеа, ама повторно тие имаат енергија. Што ако ги разложиме уште повеќе? Значи до конститутивните единки, тоа што ќе ослободиме уште повеќе енергија. И сега некој ќе рече, па добро, можеме уште да ги разложиме. Да, можеме. Буквално на протони само да ги разложиме, сите ќе бидат водородни протони, така, водородни иони на некој си начин. Значи од кислород, например, можеме да добиеме 16 протони. Така, од јаглерод, односно 8 протони, ама ако ги рачунеме неутроните ќе бидат 16. Од јаглерод ќе добиеме 6 протони, односно 6 неутрони. Значи можеме уште повеќе ги разложиме и тоа што ќе ослободиме уште повеќе енергија. Сега нормално во биолошките системи не се случува. Единствен начин на кој ни е познат општо во физика, значи не збориме за биолошки системи, каде што имаме 100% конвертирање на маса во енергија. Значи буквално овде како што гледате цело време на некој начин ја разложуваме супстанцата попрости конституенти и губиме некој си вид маса, но 100% конвертирање од маса во енергија имаме само при колизија на материја со антиматерија. Материја, значи си има позитивни протони, негативни електрони, така негативни електрони, доека антиматерија има негативни протони, а позитивни електрони, односно позитрони се нарекуваат. И само при колизија на материја со антиматерија имаме 100% конвертирање на маса во енергија, односно топлина. И тоа е една огромна експлозија, например, 1 кило да имаш антиматерија и да го пуштиш на земја, мислам тоа ќе реагира и со воздухот, буквално може цел Балкански полуостров да го разнесе. Значи, тоа содржи големо количество енергија се ослободува. Но да користиме антиматерија за извор на енергија не е во блиски ни на тоа. Добро, тоа беше се за овој видео, само ме научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.